Почитувани, кризниот штаб на општина Битола има свој оперативен план, кој што е доста динамичен заради тоа што постојано се менуваат околностите, тие се различни и токму затоа и мерките се различни. Но она што е најважно и сакам да го нагласам во овој момент е тоа што без разлика за која мерка и да станувала збор, секоја мерка е проследена со препораки на стручни лица за изведување на истата. Токму денес имаме и една нова мерка која што значи дезинфекција на сите возила кои што влегуваат во нашиот град на различен начин од досега, затоа што околностите нови кои што ги имаме тоа го наложуваат. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на фирмата Монтинг Инженеринг за укажаната општествена одговорност и за изработката на овие рампи, кои што исклучително значат за нашата општина. Она што исто така сакам да го нагласам е тоа што било постојана константа по која што се водел кризниот штаб е оптимализација на ефективноста и на ефикасноста на мерките. Но на крајот сепак би сакала да нагласам дека најважната мерка е социјалната дистанца и токму затоа ги замолувам граѓаните да ги почитуваат сите мерки, меѓутоа особено оваа мерка да непотребно не излегуваат, бидејќи искуството скромно, колку и да го имаме во светски рамки за оваа проблематика, сепак покажуваат дека социјалната дистанца и намаленото движење се клучни во оваа работа. Нашиот народ неслучајно рекол трпение е спасение, а јас би додал дека и се во свое време. Тоа значи дека Општинскиот кризен штаб уште од почетокот на оваа состојба ги преземеше редовно сите мерки и активности во рамките на своите можности и ресурси да помогне на сите можни начини во однос на она што значи справување со оваа криза, така да конкретно и во овај дел на дезинфекција на возилата кои што влегуваат во градот, на почеток имавме едно поедноставно решение, затоа што ние сите се припремавме со сите своји максимални ресурси и капацитети за онај така наречен пик на заразата, така да еве во овој практично пик на заразата ние го стартуваме и овој систем на дезинфекција кој што практично од сите страни и од долниот дел на возилата и странично, а и од горниот дел на возилата врши дезинфекција. Ова е само уште една од мерките што ги преземаме постојано и би ми послужила некој начин и како најава на она што значи утрешниот ден во кој што всушност ќе имаме предвидено акција за дезинфекција на цела територија на општина Битола, тоа значи сите коловози, јавни прометни површини, меѓутоа и влезовите со влегување внатре во самите влезови во зградите. Јавното претпријатие Комуналец заедно со останатите јавни претпријатија, локални јавни претпријатија, Водовод, Нискоградба, Пазари, но и со поддршка и помош на РЕК Битола, Стрежево, како и другите институции, постојано е на терен во оние полициски периодот на полициски час, кога граѓаните остануваат дома и би ги замолил да остануваат и понатаму дома, ние вршиме постојано на сите јавни прометни површини таква дезинфекција. Се надевам дека како и досега ќе имаме многу соработка со граѓаните, кои што посебно и приватни компании, приватни фирми, индивидуалните земјоделци од руралните средини и тоа како ни излегуваат во пресред со својата механизација, со своето време, со своји средства учествуваат во акциите на дезинфекција на градот.